Почитувани, за Груевски фамилијата е греф ако една политичка партија работи транспарентно, честно и во согласно со сите законски прописи. СДСМ за разлика од ДПМН се финансира на најлегален начин. За овие луѓе е скандал што СДСМ земал хипотекарен кредит за финансирање на предизборната кампања. Аферата која ДПМН деновиве безуспешно се труди да ја наметне е само уште еден дополнителен доказ за фактот дека тие сосема го имаат изгубено допирот со јавноста и со реалноста. Излего дека грев да се земе кредит. А што да кажат сите оние македонски семејства кои се заглавени во кредити или во минусна тековна сметка само за да врзат крај со крај. СДСМ тоа го разбира за разлика од ДПМН. За разлика од ДПМН која работеше со блокирана сметка и переше пари преку партиската фирма Аналитико, СДСМ работи одговорно, честно и домакински. За разлика од Груевски фамилијата кои ги злоупотребуваат народните пари, ги рекетираат фирмите и во црни вреќи ги носат парите, СДСМ јавно ги соопштува своите извори на финансирање. За разлика од Груевски фамилијата кои ги присвоија ДПМН, одлуките во СДСМ се носат од страна на партиските органи. Одлуката за земање рамковен хипотекарен кредит е донесена најлегално, најтранспарентно од страна на Централниот одбор на партијата на 20 април 2011 година. Почитувани граѓани, проверете што читате во Службен весник, за да не ги легитимираме лагите на овие нечестни луѓе. Сакам уште нешто да кажам. СДСМ и пред изборите на 15 септември 2002 година зема хипотекарен кредит и победи на изборите. И овој пат земаме кредит и овој пат катастрофално ќе ги поразиме на изборите. Затоа ве повикувам сите масово да излеземе да гласаме на 5 јуни. Поведете прашања. Ако не јас ќе се кажам. Имаше една информација денеска дека жените за Македонија изборале како пред штандот на Јас ќе го коментирам тоа. Прво мислам дека е греф да се фрла храна на улица и мислам дека сите се согласуваме околу тоа. Второ, ќе кажам дека ние нема да се бавиме со нечиста кампања. Очигледно дека тоа е изрежирано сценарио со камера насител која што ги следела тие повозрасни луѓе. Имам информација дека и денеска или во време дури зборувам на нашиот промотивен штанд во Лептокарија ќе доаѓаат исто такви луѓе облечени во мајци на СДСМ. Мислам дека тоа го ја кажува како е нервозата кај нив, но тоа и кажува каков е нашиот одговор кон нив, бидејќи ние продолжуваме со нашата многу успешна кампања врата на врата, која што граѓаните ни ги отвараат вратите, ги примаат нашите локуми кафи и тоа го гледаат максимално позитивно. Ние немаме намера да се бавиме со овие луѓе на таков вид на ниска кампања. Си продолжиме со позитивна кампања, а нека им служи на чест за нивните активности. Па може да прокоментирам со тоа што јас навистина не сакам да ги коментирам кога најотворено се лаже на говорница. Мислам дека е нечесно или воопшто не е прифатливо да разговараме за тема која што е брутална лага. Јас ви кажав дека тоа е се објавено во Службен весник, тоа е легална и одговорна, би рекол, одлука на политичката партија. Навистина немам намера да се занимавам со нив.